Која е вашата проценка? Кога можеме да очекуваме предвремени избори? 2010-та? Јас со тој тип на прогнози не сакам да се бавам, дури во овој период имав прилика да слушнам, да прочитам низ медиумите одредени представници на Социјалдемократскиот сојуз да проектираат кога ќе се случат социјални немири, кога ќе има штрајкови, кога ќе има предвремени избори и така натаму. Зоран Заев вели дека на почетокот на летото најодговорно тврдам. Пакет. Најодговорно тврдам дека ниту еден збор, ниту една прилика не сум изговорил пред било кого на тој план. Немате проценка? Не затоа што немам проценка. Кој човек го познава, не затоа што немам проценка. Не затоа што немам проценка. Ги имате наредни 2 години спроектирано сите потези кои ги не затоа што немам проценка, туку затоа што има редослед во потезите. Прво и неопходно да се консолидира СДСМ. Значи луѓето кои што не успеа да го консолидираат СДСМ, се му даваат задачи на СДСМ кога што ќе прави. Прво што треба да направиме да си средиме сопствената куќа. Ние не смееме да бараме предвремени избори и да ја бараме поддршката на граѓаните само затоа што тие се незадоволни од владењето на Груевски. Значи, ние мораме да излеземе со нов програмски концепт, со одвете на денешните предизвици и проблеми, со нов тим на луѓе кои што ќе имаат кредибилитет тој програм и да го подготват и пред јавноста да го презентираат, и нам не ни треба победа на некои предвремени избори само затоа што не им се допаѓа ВМРО, ДПМН и владењето на Груевски, туку затоа што се верува во програмската ориентација и определба и луѓето кои што ќе таа програмска определба ќе ја спроведуваат, што ги нуди Социјалдемократскиот сојуз. Тоа прво треба го одработиме кај нас во партијата. Кои се тие, господине Црнеговски? Значи, ако ги гледам вашите потези, значи вие му понудите на Керим да биде кандидат за претседател од редовите на СДСМ или еден заеднички кандидат, па ве одби. Подосна беше Љубомир Фрчковски, а што не можам да го доживам никако поинаку, освен како одреден вовет во еден артилериски напад на власта, да се подготви терен Бранко Црнеговски се врати на чело на СДСМ. И кој е тој профил на луѓе? Прво ајде да дефинираме, го жртвувавте ли Керим? Ви пречеше ли Керим, па му давте на таков непристоен предлог? Кој е непристоен предлог да биде претседател на државата? Да. Попристоен предлог и подобар предлог од тоа нема. Тврдам и денес дека тој ќе беше соодветно решение за претседател на државата во ситуацијата во која што Република Македонија се наоѓа. Подобро од Ѓорѓе Иванов? И исто, апсолутно. Ми прашавте во однос на Ѓорѓе Иванов, неспоредливо. Толку не може да му простите на Ѓорѓе Иванов за тоа политички мртовец и парастос. Не говорам ја за неговите изјави или однос кон мене, ја говорам за квалитети, за искуство, за знаење, за име. Ѓорѓе Иванов излезе од чинелот на СДСМ. Он ги правеше тие анкети, ги учеше тие партиски структури на СДСМ во младинските организации. Ѓорѓе Иванов значи не може да се доживее како нешто друго ше надвор од СДСМ. Наставно имам чувство дека вториот ешелон на СДСМ денес владее со Република Македонија. Може тоа ви представува некоја сатисфакција, меѓутоа тоа е штетно за државата? Ајде, можеби ќе делува малце претенциозно, меѓутоа така го поставивте прашањето, така ќе одговорам. Значи, ако се повикувате на тоа дека Ѓорѓе Иванов правил анкети за СДСМ или некои други што вела дека пишувал говори за некои челници на СДСМ кои што требало негде да бидат искажани и така натаму, тоаш можете да замислите кого предложи ВМРО ДПМН за претседател на државата. Значи човекот кој што до таму допрел во СДСМ. Господине Црнеговски, јас многу добро претпоставам кога ВМРО предложи за втор човек, односно за прв човек на државата. И тука е мојот страв, и тука мојот конфликт со вас. Добро, се вратиме. Не се кандидиравте. Јас апсолутно знам и кој е Ѓорѓе Иванов, не треба да ми кажувате тука пред 250-300 апсолутно било каква компарација по било кој критериум ќе покаже дека не можеме воопшто да правиме споредба помеѓу Срđan Керим како претседател на државата, кој евентуално би ги добил изборите, и Ѓорѓе Иванов. Зошто Фрчковски? Тогаш го изфрлувате. Луѓето околу Фрчковски велат ние точно знаевме што е нашата задача. Нашата задача беше со таа артилериска гранатирање на власта да подготвиме терен за враќање на опозиција на власт. Ако човек ги гледа работите, Фрчковски водеше поприлично успешна и добра кампања, што можеби не соодветствува на резултатот што го постигна, меѓутоа Фрчковски воскресна одредена дебата во Македонија која немаше 3 години. Иницијалната идеја за Фрчковски како кандидат за претседател на државата дојде од одредени личности од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. И мислам дека тоа тие јавно го соопштија. Факт е дека таа идеја ја поддржав, затоа што во дадената ситуација мислев дека со неговите ставови по оние клучни прашања каде што сега се ломи
односот на силите во Република Македонија. Значи, НАТО, ЕУ, спор со Грција, демократија, правна држава и така натаму. Неговите ставови се скоро целосно идентични со ставовите на Социјалдемократскиот сојуз. Втора работа е дека кандидат кој што знае низ кампања тие ставови да ги артикулира на начин што граѓаните лесно ќе ги разберат. И трета работа е кандидат е фајтер, кој што нема да попушти под притисоци, закани, црни или негативни кампањи, што се покаже дека е точно. И четврта работа, дали Фрчовски ќе биде дел од новиот тим на СДСМ? Ова е фаза во која што, како што реков пред малку, апсолутно се воздржувам од споменување на било какви имиња, било во однос на тие кои што ќе бидат промовирани во новиот тим, било во однос на имиња кои што до сега биле во првиот тим, нема се наоѓаат повторно на таа позиција. Мислам дека е коректно, редно таа информација први да ја чујат делегатите на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз. Ако не се врати во СДСМ, треба да заврши политичката кариера. Тоа му останува како опција да се врати во СДСМ и да атакува уште еднаш, да проба дали народот ќе му даде шанса да биде премиер. Бранко Црвенковски почнува од нула. Мислам дека е свесен дека без сериозна партиска база, без партиска основа, неговото натамошно екзистирање во политиката е непотребно и можеби дури и невозможно. Нема каде. Каде ќе оди човекот? Што друго би правил? Замислите го Црвенковски во улога на бивш председател со кабинет, со платен шофер, со две советнички места, збутан во некоја канцеларија на Огњан Прица, колку што дознавме дека ќе му биде новиот кабинет. Црвенковски е се уште млад за политички да се пензионира и покрај тоа што во нашата средина се доживува како стар и истрошен политичар, сметам дека тоа не е точно. Мислам дека се работи за политичар кој што сега се наоѓа во полна зрелост. Како што помина председателските избори, можеби дури имаше шанса и да победи, иако ќе се соочеше со огромната пропагандна машинерија на оваа власт. Но навистина големо е прашање каква ќе беше придобивката тоа, не само за Македонија, туку и за него лично. За жал, СДСМ не можеше да закрепне поинаку. Тоа е нивна грешка. Луѓето се научени да бидат, да имат некој авторитет во партијата што ќе ги води, таков освен Црвенковски нема СДСМ. Се враќа во СДСМ, претпоставам затоа што СДСМ е во тешка ситуација. Јас верувам дека Црвенковски ќе може да ја зашрафи СДСМ. Црвенковски се враќа во СДСМ за да го продолжи својот политички живот, очигледно. Тој е единствениот кој има каков таков посериозен рейтинг од страна на другите политички праваци од оваа политичка партија. СДСМ е денес растурен као Турција после Балканските војни. Како ќе успее Бранко Црвенковски од оваа екипа, која губи последователно 4 избори од ВМРО, ДПМН, да направи еден тим кој ќе може на следните парламентарни избори да го порази Никола Груевски? Ви имате одбиено многу луѓе на понудите што им ги дадете да бидат дел од новото раководство на СДСМ, и дали денес луѓето во СДСМ веруваат повеќе отколку пред 6 месеци, да речеме, кога сите безмалку го отпишавме СДСМ, дури не се очекуваше дури ни во Струмица да се добие градоначалничко место, значи СДСМ можеби не постигна резултат од кој боли глава, меѓутоа сепак постигна подобар резултат отколку што сите очекува во Македонија. Јас мислам дека потенцијалот на Социјалдемократскиот сојуз да собере во своите редови, да прибере во своите редови и околу себе луѓе кои што досега не биле ангажирани, кои што имаат што да понудат партиски, меѓутоа исто така и луѓе кои што можеби не се подготвени партиски, а се ангажираат меѓутоа на некоја стручна, експертска основа, интелектуална основа, дека се зголемува. Тоа е факт дека се зголемува, не знам на што се должи, дали само на изборните резултати на овие председателски и локални избори. Како поменувате кај тие луѓе со кои разговарате, кои сакате да ги ставите во новиот тим на СДСМ? Повеќе ви одбиват или повеќе ви прифаќат понудата? До сега не се случило некој да одбие, можеби изборот на луѓето со кои што разговараме. Со многу малку луѓе разговаравте или луѓето се понаклонети кон СДСМ? Разговарам со на луѓе и до сега не се случило да не изразат подготвеност да се вклучат во еден
посериозен ангажман, се разбира, со некакви градации, некои на партиско ниво, некои на соработка со партијата, на стручно експертско ниво и така натаму. Можеби ја се сеќавам токму со такви луѓе.